Освен социјалците, помош од државата треба да добијат сите останати кои поради пандемијата не може да се ги плаќаат сметките за струја и порачаа од меѓународната заедница на Македонија. Во овој контекст, регулаторната комисија имала неколку средби со синдикатот и граѓанските здруженија. Тоа беше првичен состанок и во тек на оваа недела ќе имаме состанок на кој што ќе бидат присутни невладините организации кои што протестираа против поскапувањето со електрична енергија. На овој состанок ќе разговараме поконкретно да видиме, да изнајдеме најсоодветен начин како и да им се помогне на оние домаќинства кои што имаат реален проблем со плаќањето на сметките за електрична енергија. Една од дилемите беше и како да им се помогне на енергетски сиромашните, а при тоа да се издвојат оние кои струјата можат да си ја платат. Веќе во моментов Министерството за труд и социјална политика дава соодветна помош на граѓаните кои што примаат социјална помош. И тоа со посебна уредба на владата, тој период е зголемен за плюс 2 месеца. Без оглед на ова, засега синдикалците не отстапуваат дека струјата треба да биде поевтина и бара средба со премиерот и неговите министри. Наше основно барање е повлекување на поскапувањето, а за другото ќе се разговара потоа, но од владата велат дека тоа е во надлежност на регулаторна. Изјави активистот Маријан Ристевски. Овој став дополнително ја комплицира намерата на регулаторна, па од тука и прашањето дали целата работа ќе заврши на добро за сите. Ние кажавме во повеќе наврати дека единствен начин да се променат нашите одлуки за цената на електрична енергија доколку компаниите ни достават нови податоци и се согласат да работат со загуби во 2020 година. Став за целата работа имаат и од Министерството за труд и социјала. Донесениот закон за социјална сигурност гарантира 1000 денари помош за 6 месеци во годината на сметките за струја, но целта е овој пат да бидат опфатени што повеќе семејства. Потенцираат од труд и социјала. Во контекст на така наречената енергетска помош е изјавата на председателот на Европската енергетска заедница Јанес Копач. Сите кои поради корона кризата останале без примања треба да добијат енергетски субвенции. Дециден е Копач. Сега речиси на прагот од грејната сезона прашањето е дали воопшто државата ќе има време да ги идентификува сите кои имаат енергетски проблеми, а во меѓувреме евана со сметки, камати, извршни решенија и слично да не ги заглави дополнително. Инаку во регионот има околу 3000 приматели на социјална помош, што практично значи дека толку семејства се субвенционираат при плаќањето на струја.